Добре дојдовте на едно од неколкуте последни предавања од А1 ниво на YouTube каналот Германски јазик онлайн. Пред да започнеме, ќе ве замолиме за поддршка со subscribe на YouTube каналот и follow на Instagram профилот. На ова видео ќе објасниме што се тоа присвојни заменки или присвојни членови. Ќе кажеме кога се користат и кои се нивните разлики меѓу падежите номинатив, акузатив и датив. Во германскиот јазик за секоја заменка постои присвоен член или присвојна заменка. Например, за заменката тој, присвојна заменка може да биде негов, негова, негови и слично. Присвојните членови се специфични по род, лице, број и падеж. И тоа прво лице, второ лице или трето лице, еднина или множина, машки, женски или среден род, и според падежот номинатив, акузатив и датив, кои ни се досега учени. Присвојните членови имаат сличности и разлики меѓу падежите. И тоа во оваа табела ќе опишеме на кратко. Присвојните заменки во номинатив ја имаат основната форма, а во акузатив и датив ја споредуваме со номинатив. Например, присвојните заменки во акузатив се различни од оние во номинатив само за машки род. А во датив имаме комплетно различна форма од номинатив и од акузатив. Во следните слайдови ќе видиме разликата. А сега како се формираат присвојните заменки? Најпрво се учи основната форма на присвојната заменка. И тоа во оваа табела ги имаме прво, второ и трето лице во сингулар и прво, второ, трето лице во плурал или во еднина и множина. Прво лице еднина, mein или мој. Второ лице dein или твој. Трето лице sein или негов. Ihr или нејзин и sein исто така за среден род. Потоа во плурал unser или наш, euer или ваш и ihr или нивен. И ihr или ваш кога зборуваме формално или со персирање. Откако ќе се научи основната форма на присвојната заменка, потоа се додава наставка која зависи од родот, лицето, бројот и падежот. Ќе дадеме еден пример со номинатив, каде во машки род членуваната именка е der, а присвојниот член ни е mein, за женски род die со meine, за среден род das со mein и за множина die со meine. Оваа табела ја учевме во предавањата за падежи. А сега да видиме еден пример. Во долната табела, како прв пример, ќе дадеме присвојна заменка од номинатив, еднина, второ лице, женски род. А тоа е deine или твоја. Во вториот ред, номинатив, еднина, трето лице и тоа
среден род. Sein или негово. И во последниот пример ќе имаме номинатив, прво лице множина, unsere или наши. За да стане појасно, ќе одиме со ред, посебно за секој падеж. Позесив артикел и номинатив. Присвојни заменки или членови по падежот номинатив. На горната табела ги имаме родовите на именките во падежот номинатив. И тоа за членувана именка, за нечленувана именка, за присвоен член и за негација на нечленувана именка. Во овај дел од оваа табела, која ја учевме во посебното видео за падежот номинатив, најважни ни се за членувана именка и за присвоен член. Бидејќи таа табела веќе ја знаеме од претходното видео, сега ќе учиме табела со присвојни членови за номинатив. Во прво лице еднина, машки род, имаме mein или мој. За женски род, meine или моја. За среден род, исто како за машки род, mein или мое. И за множина или плурал, meine или мој. Значи може да се забележи дека машки и среден род имаат ист присвоен член, а женски род и множина ист присвоен член. Во второ лице еднина, машки род, имаме dein или твој. За женски род deine или твоја. За среден род dein или твое. И за плурал или за множина deine или твои. Кога сме за трето лице еднина, sein или негов, seine, негова, sein, негово и seine, негови. А за таа, во машки род ihr или неизин, ihre или неизина, ihr, неизино и ihre или неизини. Продолжуваме со множина. Прво лице во множина во машки род unser или наш. За женски род unsere или наша. За среден род исто како за машки род unser или наше. И за множина unsere или наши, исто како за женски род. Во второ лице множина оја или ваш, односно ојре, ваша, оја, ваше и во плурал ојре или ваши. И за трето лице множина ihr или нивен, ihre или нивна, ihr, нивно и за множина ihre, нивни. И кога зборуваме формално, ihr или ваш, ihre или ваша, ihr, ваше и повторно ihre или ваши. Ова е табелата за номинатив. Значи, имаме наставката зависно од горната табела, ја пишуваме наставката во долната табела.
А сега да видиме пример за да стане појасно. Горната табела е со позесив артикел која ја учевме до сега како подсетување, а во долната табела ќе кажеме примери. Мојот мантил е црн. Mein Mantel ist schwarz. Во левата реченица означено е дека мантил е во машки род и според тоа имаме mein. Ова ли е твојот стан? Стан на германски јазик или Wohnung е во женски род. Според тоа би имале ist das deine Wohnung? Еве го неговиот молив. Молив или Bleistift е во среден род. Според тоа hier ist sein Bleistift. Неговата ќерка се вика Мија. Seine Tochter heißt Mia. Lukas е нејзин брат. Lukas ist ihr Bruder. Тие се наши родители. Родители или Eltern на германски се во плурал или во множина. Sie sind unsere Eltern. Следна реченица, ние сме ваши родители. Wir sind eure Eltern. Тоа се нивни банани. Das sind ihre Bananen. Исто за множина. И последен пример за номинатив. Ова ли е вашата мачка? Мачка или катце спаѓа во женски род. Според тоа реченицата во превод би било Ist das ihre Katze? А сега ќе продолжиме со позесив артикел им акузатив или присвоени заменки или присвоени членови во акузатив. Во оваа табела која ја учевме во видеото за падежот акузатив, ќе ја ставиме и во овај слайд за подсетување. А во долната табела ќе ги бележиме присвоените членови за акузатив падежот. Како што кажавме претходно, присвоените членови во падеж номинатив и акузатив се сите исти, освен за машки род, каде што имаме мала разлика. Ich, значи прво лице, еднина во машки род meinen, каде наставката е ен. За женски род meine или моја. Среден род mein или мое и за плурал meine или мои. Во второ лице еднина машки род deinen или твој. За женски род deine или твоја. Dein или твое и плурал deine или твои. Во трето лице еднина seinen или негов, кога зборуваме за тој или за тоа. Женски род seine, негова. Sein или негово за среден род и за множина seine, негови. Ihren или нејзин. Ihre, нејзина. Ihr, нејзино. И ihre, нејзини. Во множина прво лице машки род unseren или наш.
женски род унзере или ваша, унзеа или наше и унзере или наши. Второ лице множина, ойрен или ваш, ойре или ваша, оја, ваше и за множина ойре или ваши. Ирен или нивен, ире, нивна, ија, нивно, ире, нивни. И кога зборуваме формално, ирен или ваш, ире или ваша, ија, ваше и ире или ваши. Оваа беше табелата за акузатив. А на овај слайд ќе видиме разликата меѓу горната табела која е за номинатив и долната табела која е за акузатив. Значи само машкиот род е различен. А сега да видиме примери за акузатив. Горната табела ќе чуваме за подсетување, а во долната табела ќе даваме примери и превод. Јас го барам мојот мантел. Како што кажавме, мантел е во машки род на германски или мантел, ich suche meinen Mantel. Во ова реченица користиме и номинатив, ich, и акузатив или мантел. Според тоа, мантел е машки род, па имаме наставката ен. Затоа, кој дел од реченицата е номинатив, а кој дел акузатив или датив, може да ги гледате нашите други видеа кои беа за падежите. Тој го купува твојот автомобил. Автомобил или ауто е das Auto, односно во среден род. Според тоа, во превод е kauft dein Auto. Трет пример, Фин и неговиот молив. Finn und seinen Bleistift. Ана го сака нејзиниот сопруг. Ана liebt ihren Mann. Ние ги сакаме нашите родители. Во множина, wir lieben unsere Eltern. Eltern со голема буква, бидејќи спаѓа во именки. Ние ги јадиме вашите круши. Wir essen eure Birnen. Јас имам подарок за нивниот брат. Ich habe ein Geschenk für ihren Bruder. Мија ја зема нејзината пица. Мија nimmt ihre Pizza. И последен пример за акузатив. Вашата куќа му се допаѓа на него. Ihr Haus gefällt Ihnen. Тоа беше се за акузатив, а сега продолжуваме со третиот дел од ова видео и тоа за падежот датив и присвоените заменки или членови. Горната табела ја имаме истата табела од видеото за падежот датив, односно за дел 3 на падежи во германскиот јазик. А во долната табела ќе ги напишеме присвоените членови во датив. Со звезди е означено дека за секое лице имаме промена, за разлика од останатите падежи. И тоа, во прво лице еднина, имаме meinem или мој. Во второ лице deinem или твој.
Трето лице seinem или негов и ihrem или neizin. Unserem или наш за множина прво лице. Eurem или ваш. Ihrem или нивен. И ihrem или ваш. За женски род meine или моя. Deine или твоя. Seine, негова. И ihre или неизина. За множина во женски род датив unsere, наша. Euer, ваша. Ihre, нивна. И ihre, ваша. За среден род продолжуваме со прво лице еднина meinem или мое, deinem или твое, seinem, негово, ihrem, неизино, unserem или наше, eurem, ваше, ihrem, нивно и ihrem или ваше. И ни остана уште за множина или за плурал. Meinen или мој. Deinen, твој. Seinen или негови. Ihren, неизини. Unseren, наши. За прво лице множина. Euren, ваши. Потоа ihren или нивни. И ihren или наши, или ваши. Ова е табелата за датив. Значи, не е многу тешко, ја имаме основата и само додаваме наставка, зависно од падежот што сме го учеле во претходните видеа. Во датив исто, за машки и за среден род, може да се забележи дека ги имаме истите присвојни заменки. И не треба да не пуни тоа што плурал во датив и машки род во акузатив се исти заменки. Овде имаме споредба за номинатив и акузатив и може да се забележи дека разликата е само во машкиот род. А потоа имаме разлика меѓу номинатив и датив. Номинатив е горната табела, датив е долната табела, каде што имаме скроз различно. Zum Beispiel, да кажеме и примери за датив. Горната табела ќе ни стои како подсетување, а во долната ќе имаме примери и превод. Прва реченица. За позесив артикел во датив е Макс седи покрај неговата сопруга. Сопруга на германски или фрау спаѓа во женски род. Според тоа имаме Макс steht neben seiner Frau. Јас се јавувам со мојот телефон. Телефон или хенди е во среден род. Според тоа имаме Ich telefoniere mit meinem Handy. Трета реченица. Јас играм со моите деца. Деца или Kinder или Kinder во плурал. Ich spiele mit meinen Kindern. Ние играме со нашите деца.
Wir spielen mit unseren Kindern. Јас зборувам со нејзината пријателка. Ich spreche mit ihrer Freundin. Следен пример, на мојата маса стои лаптоп. Masa или Schreibtisch е во машки род според тоа, а auf meinem Schreibtisch steht ein Laptop. Што стои на твојата маса? Was steht auf deinem Schreibtisch? Родителите му помагаат на нивните деца. Во оваа реченица, деца ни се во множина. Според тоа, преводот би бил Die Eltern helfen ihren Kindern. И како последен пример, за датив, имаме автомобилите припаѓаат на неговите родители. Родители или Eltern е во плурал, па реченицата би се преведила како Die Autos gehören seinen Eltern. А сега да направиме мала вежба и да видиме што сте запамтиле од ова видео. Обидете се да го пополните зборот кој недостасува во реченицата според горе понудените зборови. Јас го барам мојот молив. Ich suche meinen Bleistift. Следна реченица, тој му купи на неговиот брат чоколадо. Er kauft seinem Bruder eine Schokolade. Ова е мојата ќерка. Das ist meine Tochter. Следна вежба. Јас ја продавам мојата куќа. Куќа на германски е во среден род. Ich verkaufe mein Haus. Јас му го давам на сопругот мојот ранец. Или поточно, јас му давам на мојот сопруг ранец. А зборот кој одговара е meinem. Ich gebe meinem Mann einen Rucksack. Мија ја смета нејзината пријателка за фина. Mia findet ihre Freundin nett. Следен пример, wie findest du? Што мислиш ти за твојата куќа? Wie findest du dein Haus? И последен пример, или последна вежба за ова видео, ќе биде: ние му купуваме на нашите родители подарок.
Wir kaufen unseren Eltern ein Geschenk. Се надеваме дека доволно објаснивме. Ако ви се допадна видеото, поддржете не со лайк и субскрайб, поддржете го каналот на некој друг и очекувајте многу нови видеа.